Цивил медија. Иако официјално не е започната предизборната кампања, меѓутоа настатуваме што се случува овие денови. Едно од ветувањата на ВМРО ДПМН е дека доколку дојдат на власт ќе направат се за да се поништи и преспанскиот договор, така да кажеме. Што тоа би значило воопшто за Македонија и што сметате дека представува еден ваков тип на кампања во овој момент? Прво, навистина јас не верувам дека било која политичка гарнитура која што би дошла на власт би донесла таква одлука за укинување на договорите кои што претходно се склучени. Именно тоа би значило апсолутно неразбирање на поимот на државност, затоа што државата не постои, не завршува со една политичка гарнитура, туку се претпоставува дека постои континуитет на делувањето, континуитет зад кој што стојат различни структури и посебно овој континуитет е важен во меѓународните односи. Значи не може туку така една политичка гарнитура да склучува некои договори, друга да ги прекинува и слично, кое што делува крајно несериозно и едноставно не верувам дека ние или било која политичка гарнитура е на тоа дереče да направи такво нешто. Значи, доколку навистина се случи тоа би значило таков вид на дезавуирање на државата, кое што ќе не врати десетици години наназад или ќе ги затвори сите врати и можности за влез во Европската Унија. Веќе на некој начин го видовме сето ова и самиот Мицотакис нели најавуваше во неговата кампања пред изборите во Грција дека ќе го стори истото, меѓутоа изборите завршија во Грција одамна, владата се формираше, ништо од најавите. Вообичаено е за политичките партии кои што очигледно немаат баш да понудат многу друго нешто кое што е од интерес на граѓаните, кое што е во врска со задоволување на потребите и интересите на граѓаните, да се зафатат со теми за кои што знаат дека може да се мобилизираат луѓето и вообичаено тоа се теми кои што имаат националистичка боја и кои што можат многу бомбастично да звучат во предизборието, така што јас тоа така го разбирам и на вистина многу е мала веројатноста, екстремно мала е веројатноста дека такво нешто би си дозволила било која политичка гарнитура да дојде на власт. Имавте интересни коментари и согледувања околу техничката влада, распуштањето на собранието, ви целиот овој период пред она што не очекува на 12 април. Може ли да ми кажете кој е вашиот став за продолжувањето на традицијата на тој пржински договор? Лично мислам дека е многу погрешно. Прво, погрешно е што воопшто во некој закон, макар и во законот за влада, што влезе воопшто создавањето на посебна техничка влада пред избори, заради тоа што тоа лошо зборува за државата. Тоа лошо зборува за институциите на државата. Тоа значи дека државата нема демократски капацитет со институциите кои што веќе постојат, со заштитните механизми кои што би требало да бидат изградени и за кои што тврдиме дека се на такво ниво за да можеме да бараме отварање на процесот за влез во Европска Унија. Значи, не може во таква ситуација да се бара постоење на некоја посебна структура која што би требало да ги заштити граѓаните од нефер и недемократски избори. Значи се претпоставува дека доколку функционираат соодветно институциите, доколку функционираат заштитните механизми и слично, дека граѓаните можат да рачунаат дека ќе има фер и демократски избори, дека можат да побараат и знаат да побараат соодветна заштита и дека таа заштита ќе ја добијат на институционално ниво. Така што ова е некакво
некаков заостаток кој што изгледа им одговара на политичките партии, бидејќи им овозможува да влезат во предизборни активности и во некој политички маркетинг многу пред навистина да бидат распишани изборите и пред да им се даде таа можност и официјално според изборниот законник. Денувиве е актуелна јавната расправа околу донесувањето на законот за јавно обвинителство. Се добива впечаток дека сите се собраа некако околу со своји мислења околу целиот закон, меѓутоа најави за тоа дека нешто конечно ќе се случи и баш нема. Кажете ми, што значи донесувањето на овој закон за Република Северна Македонија во овој момент, пред изборите? Значи, овој закон требаше да биде донесен многу одамна. Заради тоа што проблемот со јавното обвинителство, со несоодветното функционирање, меѓутоа и со изнаоѓањето на модалитет како да се вклопи она што представуваше работење на специјалното јавно обвинителство во регуларниот, во нормалниот, во редовниот систем и структура на јавното обвинителство, може да се предвидат уште порано. Значи, знаевме ние дека ќе дојдеме до оваа ситуација и едноставно требаше во една многу редовна, многу смирена процедура во која што ќе имаше низа од јавни расправи и тоа со различни структури, со судии, со јавни обвинители, посебно со експерти, посебно со граѓанските организации и слично, кои што од различна перспектива ќе го дадеа своето мислење и врз основа на чиишто мислење ќе можеше да се изгради еден најсоодветен закон. Она што најмалку ни требаше, тоа е да седнат политички партии, посебно председатели на политички партии, да се договараат за законот. Значи, не требаше тој закон да си влези во собраниска процедура, собранието да организира серијал од јавни расправи и врз основа на тоа да биде донесен и најсоодветен закон. Некако кај нас во нашава држава се донесува во последен момент, кога ќе речат, ова мораме да го донесиме. И тоа воопшто не значи дека мора навистина да се донесе, туку едноставно значи дека некој специјално чекал да дојде еден таков момент, специјално ја градел целокупната атмосфера на неопходност и вика, сега или е црно или е бело, немаме каде да мрднеме, меѓутоа тоа е на ниво на политички, да ви кажам, дилетантизам и нема врска со правото, со владењето на правото и со градењето на државата врз основа на вистински демократски основи. Така што јас лично дури и би била навистина да не се донеси тој закон сега пред изборите, заради тоа што мене ми пречи едноставно тоа поставување на работите како во последен момент. Сега мора, заради тоа што 2,5 години сме спиеле и сега еве дошол моментот кога ни викаат од страна дека ако не го донесите, нема да можете да влезете да започне процесот за Европска унија. Така исто се случи и со изборниот законник. Значи, 2,5 години не се спомна воопшто промена на изборниот законник, а сега одеднаш почнаа да се брануваат работите. Така се случува со законите кои што се однесуваат, да речеме, на здравата животна средина и слично, и заштитните механизми. Значи, мораме да научиме дека демократијата е бавен процес. Демократијата бара собирање на мислењата од различни структури. Демократијата бара создавање на решенија кои што ќе траат. Ние правиме адхок решенија, избрзани решенија, моментални, и затоа и не ни траат законите, ни траат 2-3 месеци, па по 2-3 месеци мораме да менуваме и слично. Јас бев дури поборник на тоа да ставиме мораториум на донесување на нови закони, додека не научиме дека еден закон без да биде менуван треба да трае минимум 2 до 3 години и дека процедурата за донесување на нов закон мора да биде минимум 1 до 2 години, а не 1 до 2 месеци или една недела или 2-3 дена. Значи, да, јас лично разбирам дека треба ваков закон, дефинитивно ни треба нов закон, не на ваков начин.
Civil Media